Почитувани, на маргините на длабоката политичка криза повторно беше актуализирано прашањето со пописот. Нова прашање повторно се отвори не поради потребата да се добијат соодветни статистички показатели кои што ќе бидат анализирани и од интерес за економскиот напредок на државата, туку поради одредени политички агенди. Дали една толку сериозна и комплицирана операција може да се стави само во политички контекст или дали е потребно на пописот да се гледа како на неопходност за една држава и за нејзиниот напредок, ќе разговараме со универзитетските професорки Благица Новковска и Шенај Хаџимустафа. Професорке Новковска, повеќе години има голема дискусија околу неможноста во Македонија да се направи попис. Колку пописот на населението е значајна операција за една држава? Пописот на населението, домаќинствата и становите, бидејќи не се однесува само на населението, опфаќа и други категории, е најмасовната, најкомплексната статистичка активност, но се чини во Република Македонија дека и најчувствената статистичка активност, а колку е важна, пописот треба да овозможи да се направи оценка колку вкупно население, домаќинства и станови има во одреден момент во Република Македонија, што значи да биде создадена основа за планирање на одредени политики и стратегии за идните генерации. Затоа може да се каже дека е повеќе од неопходно да има попис, но реален попис кој што ќе ги утврди реалните големини на сите овие категории кои што ги спомнав. Кои се штетите што државата ги претрпува со оглед на тоа дека во 2012 имавме неуспешен попис и ги користиме податоците од 2002 година? Да, се користат податоците од 2002, но вообичаено тие се користат и онака во просек 12 години, додека не се обезбедат податоци со нов попис, а кој што најчесто се спроведува на 10 години. Што значи веќе може да се каже неколку години прашање е колку се веродостојни проценките кои што се прават, кои што сигурно од математички аспект, статистички се прават коректно, но прашање кој е квалитетот на податоците кои што влегуваат во овие пресметки. Затоа може да се каже дека новиот попис треба да обезбеди реални состојби кои што ќе покажат колку поместување има, колку реални биле овие проценки кои што се прават, затоа што прашањето на пописот отвара и многу други прашања, како на пример колку имаме добро организирани административни евиденции за многу состојби, затоа што ако постојат регистри за поодделни состојби, тогаш нема да биде поставувано нова прашање, затоа што сето тоа ќе се дополнува со овие административни евиденции. Но за жал, во Република Македонија мал е бројот на вакви регистри и за поздравување е што неодамна беше најавено активности или најавено како проект во споставување на регистар на адреси. Го спомнувам ова затоа што сметам дека е еден од предусловите за квалитетен попис кој што треба да се спроведе во иднина. Така, професорке Хаџимустафа, што значи пописот за една економија? Дали неговото значење е предимензионирано или навистина се потребни државата да ги има тие податоци од пописот за да може да направи економски стратегии за понатаму? Па секако се има во предвид дека самиот попис е најмасовно статистичко истражување и ви дава податоци кои што се однесуваат на попишување на население, значи на популацијата, на становите, на домаќинствата од различни белези, значи старост, пол, поната образование, социјални аспекти, здравствени аспекти, економски, значи сите овие информации создаваат море на податоци кои што како државата, така значи и компаниите ќе може значи да ги искористат при подготовка на нивните планови, стратегии и различни програми кои што треба да имаат со цел опипување на самата реалност и врз таа основа, доколку сакаме да оствариме одредена визија, одредена стратегија или каде сакаме да се видиме после неколку години, значи веќе ќе можеме со конкретните мерки чекори тоа да го оствариме. Меѓутоа, ако не знаеме реалната слика, реалната состојба, тоа значи воопшто не е ни можно. И самата цел на попишувањето е всушност да се помогне во вршењето на различни економски, социјални анализи,
како значи на државните институции, така и значи на независни институции, независни истражувања од различни експерти и слично. Како и меѓународна компарација меѓу податоците кои што се значи основа во нашата земја и во другите земји и споредба на состојбите во рамките на нашата земја во различни периоди. Така. Професор Кеноковска, во еден ваш труд правите една проценка и велите дека Македонија нема да биде подготвена за спроведување попис дури до 2020 година. Тоа од една страна изгледа како прилично долг период и далечно, меѓутоа од друга страна се поставува прашањето дали сте убедена или дека Македонија и во 2020 година ќе обезбеди професионален пристап за реализирање на попис без политички влијанија и калкулации. Да, јас имав изјава дека моите очекувања се дека најрано во 2020 може да се очекува отпочнување на попис, но сега мислам дека дури преоптимистички. Добро би било ако се подготвиме да биде во 2021 за да може да биде во исто време кога и во останатите земји во светот, затоа што вообичаено се спроведуваат на 10 години и се очекува да се спроведат веќе подготовките во најголем број на земји се отпочнати за рундата на пописи во 2021 година. Зошто велам дека сега веќе мислам дека е преоптимистички и 2020 година, затоа што многу предуслови кои што се неопходни да бидат исполнети. Значи не може дел да се исполнат, дел не. Значи мора да се исполнат за да може да речеме дека сме подготвени за попис. Би спомнала само дел од нив. Значи прво мора да имаме стабилни состојби, потоа мора да бидат завршени локалните избори, затоа што сета поддршка инфраструктурна, техничка, оперативна за пописот, затоа што рековме дека е најмасовното истражување, вообичаено повеќе од 15.000 учествуваат кои што треба да бидат подготвени. Кога веќе велам подготвени, тоа значи дека треба да се остави време да бидат едуцирани сите овие учесници во пописот, треба да се донесе закон за попис. И веќе кога прашувате дали и кога можеме да речеме дека сме подготвени, јас сметам дека оној момент кога ќе отпочне дискусијата конкретна за донесување на закон за попис, од тој момент ќе можеме да броиме кога ќе стасаме да бидеме спремни за нов попис. Затоа што клучниот документ за еден попис е законот за попис. Затоа што во законот за попис мора да биде дефинирано се, а тоа значи дека во законот за попис тоа што ќе биде усогласено ќе биде индикатор за тоа што се очекува и кои актери ќе бидат вклучени во самите пописни активности. Но морам да кажам дека пописот мора да се остави да биде единствено статистичка активност. Само уште едно појаснување. Минатиот попис беше пописот во 2012 беше прекинат поради неможноста да се дефинира кој се ќе се попишува. Дали граѓаните кои што се надвор од државата подолго време имаат право на попис. Доколку тоа прашање не се реши, шансите за успешен попис? Пописот, претходниот попис беше прекинат заради непочитување точно на клучната дефиниција за тоа кој ќе може да биде вклучен во вкупното население на Република Македонија. Методологијата беше одлично подготвена по сите меѓународни стандарди, беше многу јасно дефинирано дури и во законот за попис. Но потоа кога тргнаа теренските активности, самото попишување, имавме согледувања веќе после неколку дена дека имаме погрешно толкување или вклучување на лица кои што по меѓународните стандарди не треба да бидат вклучени во вкупното население на Република Македонија. Тоа беше забележително насекаде, така да во некои одредени делови од Македонија многу помасовно, но тоа беше клучната причина зошто пописот беше прекинат. И во оваа прилика би сакала и да кажам нешто што исто така се ширеше како дезинформација за тоа колку чинеше тој попис што беше прекинат. Многу често се спомнува бројката од 14 милиони евра, што не е точно, беа потрошени вкупно 2,9 милиони. Што значи дека она што беше завршено 10 дена попис беа реализирани и беше потрошено 2,9. Ако се имаат во предвид и светските стандарди за тоа колку чини еден попис, што не е нешто што ние го измислуваме, туку точно се знае колку може да се потроши, значи самиот попис не е во прашање финансискиот дел и колку ќе се потроши, многу повеќе е методолошкиот дел.
Дали ако завршише пописот пред 4 години, ќе можеше да се направи поинаков концепт за развојот на економијата? Значи, ако имаме во предвид на кои се податоци самиот попис ги нуди, сметам дека тоа ќе создадеше многу добра основа за да видиме каква е вистинската слика во земјата од различни аспекти и според тоа мислам дека и квалитетот на стратегиите и програмите кои што ќе беа подготвени ќе беа многу пореални. Значи, имајќи во предвид дека особено во делот на идентификување на вистинските и на потреби на здравството, на образованието, на социјалната сфера и слично. Мислам дека тие се толку многу клучни за подигнување на квалитетот на живот во нашата земја, што ако овие податоци на вистина постоеа и ќе беа вклучени во тие различни стратегии и програми, ќе се понудеше одреден сет на јавни добра, како од аспект на квантитет, така и од аспект на квалитет, кои што ќе помогнеа за да се изврши таа цел за која всушност и тие постојат. Значи, овие цели ќе беа исполнети како на централно ниво, така и на локално ниво, имајќи во предвид дека самиот попис нуди податоци кои што локалната власт како може да ги искористи за да се доближи уште повеќе на граѓаните и да одговори на нивните потреби. И се во ова повеќе во насока на рационално и ефикасно искористување на ресурсите кои што како ги имаме во ограничено. А на кој начин сега се прави тоа без овие податоци? Сигурно на некој нагаѓање само. Значи, ако немате вистинско мерење, база на која што вие се ослонувате, мислам дека тоа е само некоја предпоставка. Секако дека се користат податоците кои што се од претходниот попис со одредени информации кои што се има сигурно за миграцијата на населението, како внатрешната миграција, така и надворешната, сигурно на тој начин. Каде е стравот на политичките елити за реален попис? Во податоците што ќе се добијат во однос на застапеноста на одредени етнички заедници во земјава, кои што нели може да доведе до одредени политички турбуленции, или пак од податоците кои што можат да укажат на неуспешност на одредени политики? Доколку сега анализираме дали постои страв, кај кого постои стравот, што е тој страв, мислам дека ќе бидат само предпоставки. Повторно ќе кажам дека дали постои страв и каков е, ќе се види кога ќе отпочне подготовката на законот за попис. И тоа ќе биде многу видливо затоа што ќе може да се види, но и да се слушне, бидејќи овој закон поминува и во владата и во парламентот. Така да во парламентот ќе мора да се слушнат сите дискусии. Тогаш ќе се отвори дискусијата за тоа што ќе се вклучува во вкупното население во идниот попис. И во зависност од тоа кој како и во парламентот ќе се изјаснува, ќе се види во која насока кој како размислува за тоа кој треба да биде дел од вкупното население на Република Македонија, бидејќи тоа е клучниот елемент кој што го прави ова одолжување на спроведувањето на пописот, но можеби мојата песимистичност околу тоа кога и како ќе се спроведе пописот. А кога ќе се дискутира за законот за попис, ќе се дефинира и дефиницијата кој ќе влегува во пописот, кој ќе го спроведува, како ќе го спроведува. Значи тоа ќе биде толку илустративно за тоа кој од што се плаши, што за мене е... Јас навистина го чекам денот кога ќе отпочнат дискусиите за законот за попис. Кои податоци според вас би биле најпогодни од пописот за бизнисмените? Дали во однос на работната сила, дали регионалниот развој, во однос на странските вложувања? Значи сите тие информации се многу битни. Значи како од аспект на тоа кој е бројот на населението, генерално на ниво на државата, така и на ниво на општините, како и по одредени региони, која е квалификуваноста на самите луѓе, каква е нивната социјална, економска положба, полот, возраста, значи сите тие се многу битни елементи кои што треба да се земаат во предвид. Особено значи и од аспект на инвеститорите, значи она што е за нив битно и тие кога значи одлучуваат каде ќе вложат и како ќе вложат, мислам дека е врз база и на нивно само иницијативно истражување, значи каде таа кост-бенефит анализа или каде вредноста на самиот бизнис ќе биде поголем, таму мислам дека тие и донесуваат одлука да инвестираат. Меѓутоа, она што кај нас отсуствува во нашата земја е постоењето на одредена тријада
помеѓу државата, бизнисот, значи тоа е реалниот сектор и на образованието. Значи тука сметам дека државата треба повеќе да работи во функција на подобрување на таа бизнис клима која што треба да постои, односно откако ќе се опипа пулсот што е она што им треба на бизнисмените или на бизнис секторот, значи преку одредени програми и стратегии кои што владата ќе ги реализира, а од друга страна и со помагање на одредени програми и создавање во секторот на образование, како на средното, значи тука е особено битно средното во насока на создавање на одредени кадри за одредени профили кои што кај нас отсуствуваат, а кои што му се потребни на реалниот сектор, и секако високото образование кој што треба да понуди квалитетни високо образовани кадри кои што веднаш би можеле да се вклучат во реалниот сектор и да допринесат за зголемување на додадената вредност во нашата земја. Значи тоа е она што е исто така многу битно, а секако базирајќи се на податоците кои што пописот всушност ги создава. Дали со пописот може да биде ставена под прашање и статистиката која што го покажува на пример намалувањето на невработеноста во државата? Пописот сигурно ќе биде главниот индикатор за тоа што е изместено и за кои категории имаме преценување или подценување на индикаторите кои што сега се објавуваат, затоа што самиот попис има дел кој што се однесува, како што беше спомнато, тоа се многу детални информации за сите карактеристики на домаќинствата и на населението, што значи дека и оној дел кој што се однесува на економската активност ќе потврди дали податоците и за вработеност и невработеност и за многу други дали се реални. И тоа може, всушност, моите очекувања се дека Македонија сигурно ќе има помалку од 2 милиони жители со новиот попис. Тоа пак од друга страна може да покаже дека е, да речеме, подценет бруто домашниот производ, затоа што сега се дели со поголем број на население. Што значи дека ќе има изместувања и во една и во друга насока, затоа е многу поважно што поскоро да биде пописот за да може реално да се оцени што е реалната состојба пред се и со пазарот на трудот, секако тоа поврзано и со сите други политики. Ви благодарам за учеството во дебатот. Благодарам на поканата.